Добро дојдовте, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Како генерална директорка на Макстил, што значи за вас учеството на конференцијата Бизнес лидер од аспект на промовирањето на металургијата? Најпрво ви благодарам многу и за поканата за ова интервју и воедно и поканата да бидам еден од модераторите, а воедно и панелист на Бизнес лидер. Што представува Бизнес лидер за Макстил и воедно и за металургијата? Мислам дека голем дел од луѓето кои што беа присутни учесници на оваа конференција нема доволно да кажам, не се во детали доволно запознаени со типот на индустријата и дека всушност и покрај тоа што е црна металургија, тешка индустрија, дека всушност е многу зелена и дека всушност целокупното работење представува една циркуларна економија каде што многу мал дел од производството излегува како отпад, дека најголем дел се производи кои што се користат како репроматеријали во друга индустрија. Мислам дека денешното говорење на оваа тема придонесе да целиот овој концепт се доближи до многу луѓе кои што не се во секојдневна интеракција со луѓе кои што се во овој сектор. Макстил е предпознатлив како лидер во металургичката индустрија и успева да останува конкурентен и на домашните и на странските пазари и покрај сите предизвици, нели? Колку успехот зависи од визијата и капацитетот на менаџерскиот тим, а колку од поддршката на институциите и деловното опкружување? Ви благодарам многу и за ова многу интересно прашање. Морам да кажам дека е прилично предизвикувачки да се одговори на ова, пред се земејќи во предвид дека нашиот производ е берзански производ, тоест цената на металите се одредува на берза. Но оно што сакам да го нагласам е всушност интерните капацитети. Интерните капацитети на луѓето кои што долги години работат во оваа индустрија, работат во Макстил, ги знаат процесите во Малперс, да кажам. Мислам дека тие се клучниот фактор за успехот на компанијата. Од околината, она што е, да кажам, институциите, само поддршка може да очекуваме од нив. Би требало повеќе да нас слушаат и повеќе да имаме поддршка и да имаат повеќе слух, не да нас слушаат, туку да имаат слух за бизнес потребите и аспектите на бизнисот, но сепак мислам дека она која што ја движи компанијата напред е всушност тимот кој што долги години работи таму. Секако и дел од тимот е и нов тим кој што се дојдени па носат едно друго корпоративно искуство носат во рамките на Макстил за да направиме Макстил на вистина светска компанија. Мислам дека клучни се внатре луѓето, старите, со знаењето, новите, со различното искуство за да се формира на вистина една одлична, да бидеме уште подобри од она што сме. Так. Го реализиравте првиот проект за циркуларна економија и како прва компанија во земјава започна со јавно објавување на податоците за емисиите на воздухот. Дали со овој пример ја отворивте вратата и за другите компании и што сметате дека треба дополнително да се преземе, особено имајќи го предвид периодот што предстои, нели, зимскиот период? Да, така е. Да, верувам дека со транспарентноста и објавувањето на податоците за емисии на цврсти честички, едноставно и со промовирањето на сите активности кои што ги правиме во рамките на за циркуларна економија, за она да бидеме зелени, дека имаме зелен челик. Мислам дека служиме како едноставно мотиватори дека ќе го покренеме да истото го препознаат и други компании и да почнат да ги промовираат своите практики. Не верувам, не сме ни единствени, слушнавме многу добри примери денеска во рамките на Бизнес лидер конференцијата, слушнавме други добри примери и мислам дека треба малку повеќе да се зборува и за компаниите кои што навистина водат грижа за животната средина. Да не кога се спомнува, можеби неколку пати го спомнав денеска кога станува збор за отпад, да не мислиме на негативно нешто, туку да мислиме на вреден производ кој што може да се употреби за нешто, да има понатамошна употреба. Така. Многу млади луѓе ја гледаат својата иднина надвор од оваа земја, но Макстил често истакнува успешни примери на студенти кои кариерата ја градат баш тука. Како ја гледат улогата на компанијата во задржување на младите и кој е вашиот совет за идните претприемачи?
Многу прашање на кое што многу работиме. Сакам да кажам многу тешко прашање. Не е тешко колку што е не е едноставно да се направи се. Оно што можеме да го направиме како компанија, поточно да понудиме и услови на вработените, да понудиме услови на новите вработени кои што доаѓаат. Даваме стипендии за технолошко-металуршки факултет, повторна група ќе имаме оваа година. Многу ми е жал што морам да кажам дека студентите не се заинтересирани и покрај стипендиите и она што го нудиме и како редовна пракса после тоа, дека не постои голем интерес за посетување на технолошко-металуршки факултет. Сега со нив сме во фаза на развивање на некоја програма која што би била и пократка, меѓутоа таа дополнително ќе ја промовираме. Жално е што во голем дел оние кои што си заминуваат заради можеби условите во самиот систем, не од она што е во рамките на компанијата, затоа што како и нас, верувам и голем дел на други компании даваат се од себе за да ги задржат и вработените и за да привлечат нови луѓе, посебно млади луѓе. Не е атрактивна, мораме да бидеме реални, не е ова атрактивна индустрија за младите. Но ако почнеме да ги менуваме вредностите врз база на кои што работиме, ако почнуваме ние како лидери, ако почнеме да гледаме како се влијае нашето однесување не само на тимот со кој што работиме и на организацијата во која што делуваме, туку и на општеството во кое што живееме. Можеби кога таму ќе почнат да се менуваат работите, ќе сакаат и младите да останат, да веруваат во една подобра иднина и во едно подобро утро и тука во Македонија. Се надеваме на напредок. Така. Искрено ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и вам.